Драгана и прашува кои се сигналите од кои што телото ни ги дава дека јадам премногу шекер. Има неколку сигнали, денеска доста си позборувавме за шекер и за благо, но супер е, тоа е голем проблем кај многу од нас. Сигналите, значи, постојат неколку сигнали. Прво нешто што би го издвоиле можеби константен глад, она што и претходно сега го зборував, особено у попладневните часови, кај многу луѓе се случува и да има да стануваат навечер за да јадат. Тоа значи дека имаат преголема конзумација и пречесто конзумираат храна која што има многу шекер. Друга работа би било умор, затоа што, али не умор од, не знам, работев па се уморив, туку умор уште од стартот на денот, односно тешкото станување наутро и будењето и можеби борбата со алармот е директен сигнал дека конзумираш лоша храна и директен сигнал дека најверојатно имаш големи конзумации и количини на шекер кои што ти го внесуваш, дури и кога мислиш дека као еве се обидувам малку поздраво да се хранам, но тоа не значи дека можеби е правилно и дека ти обезбедува оптимален внес на хранлива вредност и на шекер кој што еве тука го зборуваме. Трета работа би ти кажал често уринирање, затоа што кога се внесува голема количина на шекер, бубрезите имаат потешкотија да реабсорбираат течности. Тоа по автоматизам носи и сува кожа, тоа по автоматизам носи често појава на жет, што е прв сигнал за луѓе кои што можеби имаат покачен шекер, така да тие се некои симптоми кои што еве би ги издвоил, но пак ги речам, најосновните се кризите за благо и најосновните се константниот умор и секојдневието на лошо будење, секојдневието на попладневни дремки, падови на енергија, тие се директен показател дека нешто не е во ред.